Ден по средбата на работните групи за Законот за јавно обвинителство, во кој е вклучена судбината на СЈО, во преговарачките тимови на СДСМ, ВМРО, ДПМН и ДУИ, молк докаде можат да отстапат за барањата на другиот, се со цел Македонија да го донесе и овој реформски закон кој го бара Европа. Неизвестна е судбината дали Законот за јавното обвинителство ќе биде донесен до собраниската пауза во текот на изборната кампања за претседателските избори. Од опозицијската партија и понатаму тврдат дека нема да дозволат да има паралелни институции кои нема да одговараат пред никого, но и тоа дека персоналните решенија не можат да бидат дел од законот. Министерката за правда Рената Десковска, која ја предводи работната група на владеачката коалиција, вчера по средбата рече дека барањето на ВМРО ДПМН СЈО да биде дел од основното јавно обвинителство за гонање на криминал и корупција, а не посебно обвинителство, не е прифатливо од стратешките определби дека СЈО треба да продолжи како обвинителство, а не како оделение во друго обвинителство. Од СДСМ и денеска ја повика опозицијата да ги надмине партиските интереси. Треба да се издигнеме како политички партии над тесно партиските интереси во интерес на воспоставувањето на правната држава и во интерес на воспоставување на независни правосудни органи. Сега останува на ВМРО ДПМН, имаат време, мислам до четврток дури да отпочне амандманската расправа, да размислат дали навистина ќе се водат од нашите интереси за нашата европска интеграција и НАТО интеграцијата, или ќе останат, како што тоа го правеа и досега, да бидат на страната на криминалот во обид на амнестија на сите криминали на предходната криминална власт на ВМРО ДПМН. Од ВМРО ДПМН ја повикаа власта да се договорат принципите на работа на наредните средби. Се работи за прва работна средба помеѓу групите, каде што се разговараат принципите. Се разговараат принципите на работа. Се додека не се договорат тие принципи, не може да се навлезе во материјалната суштина. Затоа очекуваме да се договорат принципите на овие наредни средби, за потоа материјално да навлеземе во целата суштина. Според министерката за правда Десковска, има разлики и околу судбината на истрагите кои се во тек во СЈО, како и предистражни постапки и обвиненија кои се покренати по 18 месеци од предавањето на материјалите од така наречените бомби. Барањето кое значи прекинување на овие постапки и потоа ако треба, нивно одново започнување, на некој начин значи губење на голем број докази кои би биле сериозни докази во постапки. На тој начин нивниот предлог содржи опасност од неуспешно завршување, а со тоа и амнестирање, смета министерката за правда.